Дадилката монструм што среди игротека во Скопски аеродром е снимена како брутално претипува 2-годишно дете. Цела година се грижала за него и за неговите 2 братчиња. Колку време и дали секојдневно го малтретирала него или кое и дошло при рака од 3 речиси идентични дичиња не се знае. Но одговор на ова ќе мора да даде истрагата на јавното обвинителство, кое бара и 30-дневен притвор за негувателката. Основното јавно обвинителство Скопје отвори истражна постапка против едно лице за кривично дело за пуштање и малтретирање на дете. Осомничената на 21 ноември во игротека во еден угостителски објект малтретирала 2-годишно дете за кое била ангажирана како негувателка. При тоа таа повеќе пати го удирала детето кое се здобило со телесни повреди. Надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје достави и предлог за определување мерка притвор за осомничената. На фотографиите кои осамнаа на социјалните мрежи се гледаат гребаници и мудринки на лицето на малото малтретирано детенце, но тоа сега е дома и стабилно, но секако травматизирано од тортурата на дадилката, која наместо за 500 евра месечно да му понуди грижа и нега низ игра, решила да му даде шлаканици и сурови удари од земја. Со осуда за суровоста и насилството реагираат и од детската амбасада меѓаш. Оттаму за Алфа велат дека граѓанската свест за пријавување на вакви случаи е мала. До сега, во последнава година на СОС телефонот, само 2 случаи на пријава на насилство врз деца се добиени од совесни граѓани, значи некои што се сведоци. Затоа апелирам и до сите граѓани да постапуваат одговорно и совесно во случаите на каков било облик на насилство врз децата, бидејќи само со заедничко действување и на граѓаните, и на институциите, и на невладиниот сектор што работи во полза на заштита на детските права, можеме да направиме битна промена што ќе биде во корис на најдобриот интерес на децата. Министерката Царовска пак вели дека родителите треба да внимаваат при изборот на даделки, да бараат лиценца пред да ги ангажираат. Законот постои опција физичко лице да добие лиценца за грижа. Но често родителите одлучуваат лица блиски до нив да бидат негуватели и не избираат да има лиценцирани воспитувачки негувателки во нивните домови или луѓе кои што се грижат за нивните деца. Скандалозниот случај со дадилката која типаше дете ја згрози јавност. Случајот се обелодени вчера благодарение на споделен видеозапис од игротека во Скопски аеродром, ама и пријава од собственикот. На снимката се гледа како дадилката со влечење го седнува детето в скут, брутално му ја затвора устата со рака за да не плаче и му удира шлаканици пошто грубо го седнува спроти неа. Тука видеото се прекинува, иако на целата снимка која е во полиција се гледало како дадилката го фрла малото дете од столче на столче и буквално го треска од земја.